За 7 лица основното јавно обвинителство Битола поднесе обвинение. Лицата се осомничени дека како соизвршители сториле кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, со што на буџетот на РЕК Битола му предизвикале значителна имотна штета во износот 2,9 милиони евра. Обвинение е поднесено и на 3 службени лица од Бирото за јавни набавки како соизвршители во кривично дело несовесно работење во службата. Од обвинетите за злоупотреби, тројца се службени лица, членови на стручната комисија со овластување да извршат евалуација на понудите на јавната набавка за избор на фирма за ископ на јаловина во РЕК Битола, кои спротивно на законот за јавни набавки донеле одлука со која незаконски ја елиминирале понудата на еден економски оператор од понатамошна евалуација, иако фирмата доставила доказ дека ги исполнува условите за техничка и професионална способност од тендерска документација, тие сепак ги оцениле ваквите докази како неприфатливи и отфрлиле понудата. Тројца членови на Комисијата за јавни набавки за спроведување на отворена постапка за јавна набавка прифатиле стручно мислење спротивно на одредбите од Законот за јавни набавки и на електронска аукција поканиле два други економски оператори кои имале понуда повисоки почетни цени од елиминираната фирма. Обвинетиот директор на РЕК Битола го прифатил предлогот за избор на најповолна понуда содржан во извештајот на Комисијата за спроведување на јавната набавка, иако бил спротивен на одредбата од Законот за јавни набавки. На 3.10.2022 склучен договор за ископ на инвестициска откривка во рудникот Брод Гнеотино во Рудкоп увоз-извоз ДОЕЛ Битола во износ од 708 милиони денари со ДДВ. Потоа во септември 2023 година директно склучил и анекс кон договорот со кој вредност на јавната набавка ја зголемил за дополнителни 20%, односно за 120 милиони денари, со што исто така постапил спротивно на Законот за јавни набавки, бидејќи претходно не извршил дополнителна анализа на исплатливост и не ги обезбедил потребните парични средства, кои според законските одредби требало да бидат обезбедени во целост пред склучување на договорот. Направената штета на РЕК Битола е 2,9 милиони евра. Битолското обвинителство доставило предлог за одземање на противправно прибавената имотна корист која била исплатена на Рудкоп. Овие средства притоа се замрзнати на сметка до донесување на пресудата за случајот. Од тогаш до денес Рудкоп има добиени уште 5 тендери за потребите на АД и СМ.